Сега е 19 часот и 37 минути, 38. Ја следите емисијава Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Во наредниве минути, почитувани, ќе разговараме со нашиот трет гостин во денешнава емисија, а тоа е господинот Ангело Вретовски, живата историја на македонската заедница од Сиднеј и пошироко, како што тој понекогаш умее да каже македонски македонец, македонец до гроб, кого го покануваме во овие моменти да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Верувам се во ред со линковското повразување. Господине Вретовски, добро ви вечер и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добра вечер на вас и на сите што ве гледат и што ве слушаат. Добро вечер и од мене, господине Вретовски, ви благодариме што прифативте нашата покана. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите оние кои што сте заедно со нас во овие моменти. Па имаме работано заедно пред многу години, вие продолживте, а јас решив малку да се одморам после 37 години работање. Пред да го продолжиме разговоров, сакам само да предложам да се викаме по име, ако немаш ништо против, бидејќи како што напомна дека повеќе од 27 години се познававме и долго време работевме. Јас сум селско дете. Морам да признам, Господин е за оние што нишај врата, земај плата. За нив прилега такво име. Ангело, во наредниве минути ќе говориме на неколку теми, а меѓу нив е и дневникот на македонскиот маченик Драган Богдановски. Ние ја добивме македонската верзија, ја прелиставме, но нема ние да зборуваме за подробностите во книгата, која е како производ на мемоарите, односно дневникот на самиот Драган Богдановски. Вие бевте долгогодишен активист во македонската заедница, а нашето познатство, иако потекнуваме од исто место, сепак се случи во далечната 1995 година, кога за прв пат се појавивме пред микрофонот, како уредници и водители на емисијата Гердан, а вие пред тоа долги години ја водевте емисијата Македонски глас и вие ни бевте првиот учител, што се вика, за кој што не воведовте во ова сфера, во ова бранча, и не заразивте со ова, меѓутоа можам да речем позитивна зараза, која што и ден денес не можеме да ја откажеме. Пред да го почнеме разговоров за главната причина за која што денес ве поканивме, сакаме да ни објасните нешто, да ве прашаме. Рековме дека причината беше за Драган Богдановски, меѓутоа сакаме пред тоа да разговараме за други теми, колку само да им доловиме на нашите слушатели и гледачи нешто повеќе за вашите активности во македонската заедница. Ангело, вие ќе сакате ли да нас, не толку колку бидејќи ние знаеме, меѓутоа да им кажете на сите оние кои што не следат сега, кога за прв пат стапивте на австралиското тло и кои беа причините да ја напуштите Македонија? Јас на австралиското, на овој континент пристигнав во февруари 1972 година. Дојдов директно од Германија. Да бидам искрен, заминувањето надвор од родното место, не сакав да му служам на Дракул Тито, не сакав да одам во војска, затоа што мојот татко беше ранет во борбите и до крај на својот живот маченик. И не можев да замислам, знаеш, касрните во Охрид кај беа, да одам јас во армија, да бидам, значи, заробен таму и со ќорба да те ранат, да го штитиш Тита и неговиот, значи, комунизам. Тоа беше причината за напуштање. Така. Се сеќавате ли кои беа вашите први активности во македонската заедница и дали тие активности уште од самиот почеток беа поврзани со македонизмот? Нормално. Јас во Германија, прво весникот Илинден, што го печатеа во Шведска, а потоа Македонска нација, имам купувано, не бев член. Но
добив писмо да се сретнам со Крсто Шкордов, тој беше од егејскиот дел, кој почина во Персега, во Сиднеј беше таксист, и се сретнавме со еден немил настан, околу беше во март месец, кога пристигнавме, разбрав дека има црква Свети Кирил и Методи, тоа беше црквата Сен Андрю, англиканска црква, после се направи ова што е сега, и одев да видам црква. Влегов натре, бина, како сите англикански цркви, од една страна, значи, е црква, другата страна да служи како хол, како, значи, место. Гледам таму слика од Тито, југословенско знаме, комунистичкото македонско знаме, а знаме на црквено знаме нема. Се качив горе и сликата од озгоро од Тито беше 1,5 метра голема со метро, плюснав долу на душеме, се направи партали. Стана, некој сакаа да се тепет, а имаше една стари луѓе од егејскиот дел, починати се сега, рекоа, остајте го, момчето сполавено е со овие зборови. Аме викаме, во Македонија црквата и државата се одделени. Што барат овај дракул да го клајте? Што имат врска? Да е некој клуб комунистички, клајте го таму, и тоа Југал клап имаја. Што барат овај знамето? Плюс, од Републиката знамето не одговараше поранешното да биде во црква. Тоа беше комунистичко. То знаме, значи, на спортски центар, на културен, на просветен, немаше проблем. А да го ставиш во црква, а да го нема црквеното знаме, и од тога се, значи, истиот ден се сретна со Крсто Шкордов, после тоа, и решивме, значи, да работаме за Македонија, направивме комитет во Сиднеј со 9 души, и нашата работа беше првите неколку години го препечатвевме списанието Македонска нација, некогаш го во оригинал, значи препечатено, многу пати на фотокопии извабавме, значи да биде на црно-бела само техника, и го ширевме во народот. Што да се каже во заедницата? Македонската заедница во она време се плашеше да прогори за Македонија. Со еден збор по наше речено шептеа. Не можеше да слушниш. Само нешто да кажеше за Македонија, тоа било политика. А да зборуваш за Тита, да зборуваш за сите глупости, и во она време најпоќе што, значи, беше почеток, не беше македонската заедница, имаше културно-просветни друштва, сето, ама ништо, нигде не можеше да слушниш за независна Македонија, за иднината на Македонија. Кај да го сретниш, било кого сретни, го питвиш на македонски, од каде си? Од Југославија. Немат но викам село или град во Македонија. Значи, толку беше македонизмот исчезнат. Диктатурата, заплашење од кајна, што да кажам друго. Значи, сите знаете каква беше. Ангеле, ајде малку да проговориме за весникот Народна волја, бидејќи знам дека бевте доста инволвирани во неговото печатење, а во тоа време имавме таа чест да не запозниш со господинот Ристо Енчев. Кажете ни нешто повеќе за тоа време и кога престана да се печати Народна волја овде во Сиднеј, и уште некако подпрашање, дали покрај печатењето на Народна волја печатевте и други списанија, бидејќи пред некој ден, искрен да бидам, пребарувајќи по нашата архива, пред мене излезе Македонски глас во вид на списание. 3 години пред да изваиме Народна волја, го започнавме печатењето на Глас на македонците. Во тоа време стана кои големи проблеми, 77 година, кога господинот Богдановски беше киднапиран и одведен. Скоро 2 години ништо не знаевме што станува, дека 18 месеци, значи, во таен затвор,
во војна база на Караджица горе. После од кога излезе, веќе знаевме од кога почна судењето. Ние Глас на македонците го започнавме затоа што 77 година се вратија назад лидерите што беа одговорни, едниот професор Солунски со тоа име, Ристо Ристевски од Република Македонија, дојдоа и кажаа дека на Конгресот во Бремен се решило да имат поголем орган од Централен комитет, Политбиро и 300 тие чуда, а ние сакавме да немат Централен комитет, дека беше решено после Илиндетското востание да не се дозволи на поединци да се дај целото право да можат што да прават. Беше решено, значи Конгрес е најголемиот орган на Македонската револуционерна организација, а секој еден комитет, секој една група, во зависност од нивните можности, од нивните способности, од нивните, значи, зависно, значи, парични средства и сите да делуват, но во исти правец она што е донесено. И дојдовме до недоразбирање 77 година и ние се регистриравме како Македонско културно-просветно дружество за Австралија. Зборувам дружество, затоа што нашето дружество беше направено од дружини. Не беше во прав смисол, како многу луѓе што разбират, друштво, културно-просветно друштво. Нашето беше дружество, направено од дружини. Од повеќе и од Мелбурн, и од Перт, и од Камбера. И продолживме со печатењето, но видовме дека во Америка најголемиот проблем и во Канада е бугарофилите печатат, значи, со назад, значи, уште од пред Втората светска војна, Македонска трибуна, во која, значи, македонците биле, македонскиот народ биле българи од Македонија и сите, и решивме да извадиме списание, дека Народна волја беше списание, и тоа стана првиот број во октомври 1980 година. Го напечативме во 3500 примероци, претежно беше испратено во Канада, Америка, во Лондон, и имавме, значи, контакт во Турција за оттука да може да се однесат во границите на денешна Бугарија. Извадовме, јас бев технички редактор, практично, значи, немам, уште како дете сум го читав вечниот календар, пишуван на оригиналната македонска азбука, која денеска едните викате српска кирилица, други викате българска, руска кирилица, сите тие работи, благодарение на глупоста на Колишевски и на Никола Минчев, кој во тоа време 47 година беше министар за просвета, е смена македонската азбука со наредба преку вечер. И до ден денеска многу од нашите македонци, ако видат стара книга, што јас поседувам најмалу 20, ќе речат тоа е бугарска. Значи, не доведоа до слепота. И затоа нашата цел беше за македонците кои што е користат оригиналната македонска азбука и народниот македонски јазик, да направиме нешто. Во истото време ние извадовме и на грчки 2 броја. И на англиски извадовме 2 броја. И не можам да речам дека сите оние честни и добри луѓе прифатија, извадовме, почнавме да печатиме и македонски спорт, тоа беше Обединета Македонија фудбалскиот клуб во Нютеон, Ескамвил, и целата наша просветна работа, дури имаме напечатено 2 броја и на
списанието повод на Глигор Прличев, но агентите и на југословените не им се свиѓаше нашата работа, макар морам да признам, јас не сум печатар. Мораше да се научиш. Како што се научивме на радио, ето, значи вие одради и на радио, значи и тука да ве гледат македонците кои се за Македонија во цел свет. Така нашата културно-просветна работа почна благодарение не само на покојниот Крсто Енчев Димитров, кој беше учител по француски јазик и есперанто уште во Македонија, Ѓорѓи Чочков, Митре Мојсов, фамилијата Петровски од Ливерпул, од Хостон, Славе Ристевски, неговиот брат Коста, секогаш останаа и други што помага и работа и во печатницата. Верувам. Не беше лесно, морам да признам, затоа што Народна волја беше незамисливо прифатена во Америка и во Канада. Не тука. Луѓето им беше страв да го фатат било бугарско. А века ми турско нека е. Прочитај дали пишуват за Македонија и за македонскиот народ, за македонската нација. Но она што поминавме тие школи во Македонија, тоа е резултат на целата наша слепота и што можеш да правиш. Така. Глас на македонците, значи го извадовме 1977, а 1991 година во август, последниот број 68 завршивме од една проста причина, стариот Крсто, кај што беше во негови простори печатница во Рендвик, пред тоа Ѓорѓи Чочков, тие беа значи најголемите покровители на се. Не е важно колку требаше, ќе одеше да се купи хартија, немат ли пари на банката од дружеството од свој джеб. И стана сетне и јас работев за себе, требаше да заминувам низ цела Австралија, плюс како што знај се зафативме да имаме програма на радиото. Так. И не можеше излезе нова техника, нови компјутери и све. Требаше значи многу за да продолжиме. А најповеќе во Македонија стана Македонија независна, рековме сега ќе им дајме ними шанса, тие нека работе, тота да идат патриотски вестници, списанија. Ќе почекаме малку. Така, додека го печатевте списанието Народна волја, се соочувавте ли со тешкоти при печатењето? И дали тоа печатење беше јавно промовирано овде меѓу нашинците во Австралија? Да, во Глас на македонците во секој број пишувавме дека за оние што го знаат народниот јазик и оригиналната македонска азбука е Народна волја. Немаше никаков проблем затоа што јас за кратко време го усавршив моето работење, има печатено, работано и во печатница, само ојдов специјално за да се научам кај што печатат чекој за банка, за овие што патуваат. Човекот ќе имат мака, мора да се научи, тоа немат ние. Од Бога сме надарени, она што треба за доброто на нашиот народ, нема тешкотија да се научи. Ангеле, во еден разговор кој го имавме со вас одамна, кажавте дека бевте следени од удба. Дали имате сознание од која година започна таквото следење, поради кои причини и дали успеавте да добиете дел од вашето досие? На кратки зборови, бидејќи гледам сега приметив дека времето многу брзо ни бега. Нормално уште во самиот почеток кој скршив сликата на Тито, сега гледам, значи го добив моето досие после 30 години. Нажалост, значи ми беше речено од некој што не се поќе во партијата, од кој барав документ не за да се осветуваме, не за да
ги гнавиме јавно. Сакавме само да знаеме кои беа агентите од македонската заедница. Ни беше речено, досега работеа за Југославија, од сега ќе работат за нас. И го добив досието, е 760 страници. Онај дел што колку ги плаќале агентите во Австралија, какви наредби им давале, тој е останат во полициското полициските архиви. Во полициските архиви, значи не можеби и иними еден ден да иземам, но сега гледам на жалост луѓе се уште живи. Ги жалам, најзошто? Најшто им е пишувано инспекторите за истите тие што шпионирале, дека се луѓе со слабо знаење, со слаб квалитет на мозокот, практично речено. Дека за грз долари можат и татка си да го продат. Истите. И на некој ќе бидат изненадени во Сиднеј, ќе дојде, кој ќе имам време, може би ова година идната, сакам пред повеќе души да му ги дам документите. Пишувани се по 20-30 страници. Работи што немало никаква врска, с не биле на митинг, с не дале списанија, с не дале летки. Морам само една работа да признам, сите оние амбасадори и конзулати низ Австралија кои не се од македонско потекло, најмалу 95% во нивните извештаи е точно. Она ние што го работавме, само еден имат напишано, еден од амбасадорите, дека јас сум бил полош од Анте Павелич. Јас не сум го отепал, никого не сум го ограбил, значи во тоа за славјанството, дека ние сакаме, сме македонци и за македонскиот македонизам. Затоа што јасно и гласно излеговме, слово е пишан збор, Божјо слово. Секој што знаел слова, бил словен, учен човек, а не некој дојден од зад Карпатите и Бог знае од каде. И затоа останавме непријатели. Имат работи што се пишувани, на жалост можам да кажам едно, главниот кој сум заведен како металец. Сигурно дека нели во црвена застава учевме занае таму, така сум воден сегде како металец. Климе, началникот на полицијата Климе Настовски, неговиот татко и на татка ми мајка, брат и сестра. Најпојче што ме заболи од мојата, значи, фамилија тој имат врбувано луѓе од Вулунго, да одеја таму, се да зборуват против. На неколку пати ги исплашил моите родители дека слушнал некој дошол, го отепале. Дезинформации сите. Но можам едно да... Добро, не биле многу далеко од тоа, затоа што имаше, ми се чини дека и покушај за убиство на тебе. Слушај, не би сакал да зборувам отворено, што имет покушаја и немаме и време. Во Нутен во Ескал во Папот, покушаја да удрат со нож на мене, но на жалост добар патриот, тој си го доби. Други дупнаја в стомак со нож. А јас не знае, делев двајца се тепаја за билјардо, а други, значи, било планирано, но види, јас како христијанин не ги мразам, ги сожалувам. Ги сожалувам сите што работале за удба и што се живи. Што да речам друго? Така. Ајде сега да го продолжиме разговорот со она за што и ве поканивме, господине Вретовски, а тоа е, како што веќе напоменавме, излегувањето од печат на книгата за Драган Богдановски, насловена Дневникот на маченикот Драган Богдановски. Чија беше идејата и како стигнавте до неговите мемуари? Прво да
дека многу сакат да викат мемуари. Мемуари значи од раѓањето до дента кога е завршено, тоа е мемуари. Ова е дневник од денот кога го киднапирале. Самата книга кажува така. Додека, значи, практично доде и партијата во првиот дел, тоа што е точно до денот пред неговото тајно судење со затворени врати. Се што е напишано. За книгата знаевме уште во самиот почеток, затоа што имавме добри врски со Панко Стамковски во Мелбурн, што печатеше Весникот Македонија. Знаевме, но тој изваде во неколку броја од првиот дел. Драган Богдановски сакаше да биде во книга. Затоа што ваѓање едношка во неделата ќе земи години. Дека целата книга е околу 300 и нешто страници, мислам, печатени на македонска машина, на тие рачните, не е електрична. И мислеше, значи, сам да ја ваѓат книгата, но по едни и други и трети причини што останаја, некои го убедија дека не вреди да се печати, дека немат голема вредност. Од друга страна, во вториот дел имаше остра критика за првиот, значи, лидер на партијата. Од денот кога беа во Канада, во Торонто, се виде дека тој замина со бугарашите, го зедоа да биде. Драган се откажа и таа беше причината. Овај целиот дневник беше однесен во Македонија од човек кој е во Мелбурн. И однесе, јас знаев дека се во три копи, то било три книги. Едната била за доктор Павел Шатев, едната за Христо Узунов во Охрид, пишани сите од Драган Богдановски и неговиот дневник натре. Так. И Панко почина, на жалост пред време. Жената е продаде печатницата со си архива, со си сите тие работи и ние не можевме да најма, ни остана аманет од Богдановски да се објави. Тоа му беше последна да му биде награда. И во еден разговор со Методија Вулкановски ми кажа дека мисли дека Јордан Груев во Мелбурн, затоа што тој беше во Шведска, се виде со Богдановски пред да се направи партијата и ги добивме 111 страници. Ги препишав, зеде долго време, затоа што после долго време пишувани старите машините што се на македонски пишувањето, буквите удираа како на лента, тоа значи како текстилна лента. Слаб квалитет и кој ќе помина толку време, мораше да се големуваат на голем екран, значи на компјутерот за да ја препишам, но е направивме. Можевме да ја печатиме во Кина, тука ќе не кошташе $12,500. Во Кина можеше да ја печатиме многу поевтино него во Македонија, но решивме да бидат во Македонија таму некој да земит некој долар. Така, Ангеле, денес немаме намера многу да зборуваме за подробностите од содржината на оваа книга со единствена цел за да му биде поинтересна на читателите кои што сакаат да земат оваа книга. Веќе приметив и во коментарите бараат пуштете ни книга, дури од Македонија ја бараат. Меѓутоа сакаме да не ги кажете само главните точки од овој дневник, поточно по главните негови страдања поврзани со неговото киднапирање. И дали имате сознание за тоа кој се учествувал во киднапирањето, и ако имате, и ако не е тајна, кажете ги по име и презиме оние кои учествувале во киднапирањето? Сите што име земено учество, мислам директно што беа
од удбашко потекло, сите се во книгата напишани. Точно, киднапирањето значи стана во станот на човек кој неговиот татко бил српски џандар, но тој секогаш презимето се го пишуваше дека е македонско презиме, и во неговиот, кој беше одговорен за движењето за ослободување и обединување на Македонија за Франција во Париз. Во неговиот стан, тој бил соработник, како што биле неговите татко и мајка во Македонија. Но само едно можам да кажам. Штом секој еден човек кој ќе прочитат книгата, кој ќе види со две коли, значи се дојдени 7 души, 6 души, 7 се дојдени од Македонија. Од самата организација некој имаше кажано на удба на кој ден ќе бидат во Париз, затоа што тој требаше да ги пречекат Доне Димов од Камбера, да пречекат Ристо Ристецки кој беше од Волонго и Михаил Шариновски или значи професор Солунски што се нарекуваше во Париз. Тие знаат точно Драган кога ќе биде таму и точно му припремаа, затоа што киднапирањето не може за 24 сати преку 3 држави да патуваат удба. Беше, но ќе дојде време и за таа работа да излезе јасно, затоа што имат незавршени работи кои само би можеле да наштетат на нашите планови ако точно ги кажеме кои се и како се. Така. Затоа што чекаме споменикот биста значи на Богдановски е направена, а до крајот на месецов треба да се излиет во бронза и треба значи да најме начин каде и што да се постави, па после да видиме. Но едно сакам само да кажам. Раководството она време на Лупчо ја имет книгата комплет сите. Јас се надевам, знам дека имат уште на 2 места, но по една, по друга причина не сака, затоа што многу мислат, ние баравме да ја напечатиме за пари. Тоа е значи толку значи слабо мислење, затоа што јас дадов пари како и другите што дадоа. Пишуваат кој дајде пари. Парите ојдоа во Пертскиот комитет на ВМРО ДПМН за Перт. Сите пари и отаде се што е плаќено за книгата, за накој. Но морам да кажам неголема благодарност на Никола или како што го знаат наше Николче, што имат продавнициве Неделковски. Так. Тој ни помогна сите книги да дојдат во Австралија без да платиме ништо. Так. Ни направи една услуга, огромна голема помош. Ево да поздравиме него. Поздрав. Така. Во книгава, да? Можам само толку да кажам. Така. Човек книга- треба да ја прочитат книгата, за да му Да се стане запозна. јасно што Богдановски имат пишувано, но ќе речам само ова. Сите негови страдања, Богдановски на неговиот грб, за сите нас што бевме во револуционерното движење за македонска Македонија. Тој одлежа и се што го мачеа за сите нас. И затоа јас осеќав голема одговорност. Сакав, значи, неговото дело да излезе, макар не е комплет излезено, се надеваме дека и вториот дел еден ден ќе излезе. Ако не јас, други ќе го направат. Така. Во книгава преку дневникот на Драган Богдановски се добива една страшна слика за неговите зверски мачења. Драган Богдановски ги има наведено повеќето од оние кои го измачувале во истата.
Има ли се уште некој жив од оние кои го измачувале и дали, и покрај тоа што рековте, не ви давале повеќе подробности, можете да ги откриете нивните имиња, но и оние кои не се меѓу живите веќе? Спрема што знаеме, овие главните не се живи, како Никола Илиевски. За некои од ними можеби да се живи, но прво и прво да се разбериме. Никој тие што беа во власт, своји вили во Охрид, своји вили во Тешово, во Ресен, своји вили на Дорјанско езеро. Таму тие што живеат не знаат кои луѓе се тие. На жалост, значи, едно можам да речам. Ништо македонската, макар ВМРО ДПМН беше на власт, со свој преседател, со свој, значи, со министри е водеа Македонија. Ниеден од тие што го мачеа македонскиот народ, затоа што не беше само Драган. И пред Драгана други. Но најтешко беше за Драган, затоа што човек кој живееше долго време во Шведска, низ цела Европа, да поднеси такво мачеништво без никаква потреба. Таква ни била судбината на сите македонски борци, сите искрени борци за македонска Македонија, сите се паднати или од душмански куршуми, или никој не ги знае кај се. Нажалост е така. Ангеле, дали прогонов и страдањата кои го доживеал Драган Богдановски се резултат на акција која била спроведена од тајните удбашки служби за време на екзекуциите по Европа, но и овде во Австралија, и тоа во 70-тите години, која се донесла одлука за акција, со која акција требало да се ликвидираат одредени лица, а за таа цел бе изготвена и некоја листа на лицата кои требало да бидат ликвидирани. На таа листа се наоѓал и Драган Богдановски. Нашите сознанија, сега велам сознанија, говорат дека на една таква акција бил ликвидиран и Благоа Шамбевски. Исто така се шири една информација дека по предлог на Тошо Шкартов, вие сигурно за ова имате што и да кажете можеби, бил спасен фактички Драган Богдановски и затоа го киднапирале и вратиле во Македонија, а причината за неговото спасување била затоа што немал терористички активности, туку зборувал само за обединување на Македонија. Колку вистина има во овие шпекулации? Тотална лага. Прво и прво, во самите документи, во самата книга објаснато, наредбата за киднапирање на Драгана е од Белград, од сојузната, значи, и во самата книга на 3 пати е дојден тој што беше одговорен од Белград, таму на Караджица горе. Тоа не беше идејата. Целата структура на УДБА се раководеше од Белград. Отаде се добиваше наредби. Тие точно знаеа, значи, кој што работи. Драган, најголемиот проблем што дојде, хрватите беа големи симпатизери на македонската борба, на македонските активисти. Тие се плашеа да не дојде до некое единство помеѓу хрватите и македонците. Во Европа зборувам. Втора работа, јас можам да речам и да сватам од себе си, кога јас прв пат видов во Германија македонска нација, што почувствував? Списанието се ширеше како епидемија во Република Македонија. Та беше големата опасност за Југославија. Затоа што Словенија се знаеше дека во секој минут тие може да заминат, хрватите, движењето и надвор од Хрватска и внатре беше силно. И уште фалеше само во Косово имаше проблеми, фалеше уште Македонија. Наредбата е тоа што кажува Тошо Шкартов или тој дали го имат кажано или негови, не е вистина, е лага.
Затоа што имаше потреба да го мачат маченички, ако сакале да го спасат. Вака да зборвиме отворено. Така е. Значи, наредбите сите, Драган, значи, уште во самиот авион, со кој имаше од сојузната удба, од Љубљана до затворот го донесоа и послед сите наредби и се плаќало за сите за оваа акција, дури тие припремале пред то југословенски брод цел месец да седит во пристаниште само да им падне некаква шанса за да го киднапире. Јас можам само толку да речем, сите можат да кажат што сакат, секој може да пишува што сака. Книгата само на 3 места смена 2 збора, и тоа од Шкатров и од Илиевски, кај што е пцуеа мајката на Драгана. Не ми дозволуваше со такви валкани, неубави зборови да ги напишам. Се зборува дека личниот дневник на Богдановски бил во 2 дела. Не, опростете, Бети. Тоа беше една книга. Так. Кога Јордан Груевски беше во Шведска, зборувам истата недела кога ВМРО ДПМН се организира, се регистрира. Кога беше таму, тој му ги дал овие 111 страници, а другите сакал да и прегледи, затоа што на многу места во копија од оригиналот се гледат поправил граматичка грешка, значи запирка, извичник, друго околу други некои работи сакал да и провери, ама останатиот дел му го прати на Панко. Панко го доби. Панко не го доби на рака како што пишува против во македонските таму онлайн весници, дека, значи, онако Панко сакаше да ги извај, но знаеме кој му советувал дека не се исплаќат, нема да биде популарна сите тие работи, и во тоа време човекот се поболи, почина, но книгата во Македонија ја име. Беше даена во Белата палата. Беше однесена, даена 3 копии, значи една копија, и беа замолени да излезе книга, но до ден денеска не излезе. Сега, кој ги има земено од старото раководство, овие ни тврдат дека таму во архивата не постојат книгата, но сакам само едно да искористам ова прилика. За оние што излегоа против. Едно ме чуди, луѓе со факултетско образование, луѓе што пишуваат во весници. Зошто не го кренеа телефонот или да испратат имейл и да речат сакаме да видиме копии од тоа. Ние му ги пративме на братот на Драгана сите 111 страници и плюс писма што Драган ги имаше пишувано до мене и до Глас на македонците, испраќани од Прилеп. И ден денеска ги чувам писмата на истата машина што беа пишувани овие. Друго, значи, зошто се плаше ако биле во ВМРО ДПМН, ако ние сме направиле $50,000, сите пари ќе се во рацете на партијата, тие во Македонија требаше да се радуваат за тоа книгата, но она што стана, се смири таа ситуација. Можам само да кажам, Бети, ако некој се интересират, за во Сиднеј само можат кај Методија Вулкановски на 04 24 160 160 мобилниот телефон, тој ќе им каже кај може, затоа што книгите се даени на повеќе мина за да ги дават во нашиот народ во Сиднеј. Така. Ајде, може би тука да помениш кој се учествуваше во реализирањето на ова дело покрај вас? Вие веќе кажавте на кој начин, каде може да се најдат. Методија Вулкановски беше првиот, со него, значи, донесовме одлуката за да стани, потоа Трајче Трајковски, кој е председател на комитетот на ВМРО ДПМН во 5,
И плюс тука во Аделајд, затоа што сум член на комитетот на ВМРО-ДПМНЕ во Аделајд, тука Предраг Ивановски, тој, значи, со сите најдовме заеднички јазик, и јас им соопштив дека се најдени се 111 страници, јас може сам да го извам, да биде PDF и да го пратам по цел свет, без пари, без ништо. Но сите скокнаа, други разбраа, значи, што дадоја пари, списокот е натре од сите кои дадоја. Ние нигде не излеговме да рекламираме или да бараме доброволна помош, баравме само од луѓе што беа блиски соработници во минатото, и се лутат неколку души во Сиднеј на мене, зашто не сум ги контактирал. Затоа што ние рековме што е доволно пари, нема да бараме други, да ја пуштиме работата, што побрзо да се напечати. Так. Во Македонија има ли можност, бидејќи од Македонија пишуваат и од другите држави, на кој начин да се испрати? Најверојатно од тука може да се прекати по пошта и од Перт испраќа директно од Трајковски, тој кој го контактират него, значи тој имат испратено и во Америка и во Европа од книгата. Сега имаме во мисла сме, ако имат потреба, да е препечатиме поново, затоа што напечативме 700 броја на македонски и 300 броја на англиски од книгата. 310 книги останаа во Македонија, се дадоја без пари. Се дадоја 210 од ними на сите од ВМРО-ДПМНЕ, на раководители, на сите што се во партијата, што се во парламентот. Сите имаат книга. И верувам дека ако имат потреба, штом се постави за време, ако да се постави споменикот или бистата на Богдановски, може би имат потреба да напечатиме уште 1000 само на македонски. Так. А како друго, во блиска иднина книгата ќе биде соопштено, изработена е во PDF и бук, што вика, да биде достапна за луѓето, да можат да е земат преку онлайн, значи да е земат во soft copy или да македонски, како ја викаме, значи, и така да биде достапна до сите. Ви благодариме за овие подробни информации за учеството во Македонски корени. Посакуваме да си имате убав викенд. Било ние што се видовме. Многу поздрав, пријатно до слушање и довидување до вас. Исто на вас и на сите ваши гледачи и слушатели. А за добар викенд ќе видиме кој утре ќе биде на власт во Канада. Добро. Така. Навистина ние се изгубивме малку одреден период, па ево пред колку има скоро 5-6 месеци повторно се пронајдовме. Добро е, баш не радува. Јас ви посакувам успех, затоа што памтете едно. Човекот додека работи и мисли, остануваат млад. Штом човек почне само да седи на кауч, да гледат телевизија, да шетат, да јајд, да пиет, тој значи не времето да помине. Добро, Ангеле, ќе те поздравиме со песната за Драган Богдановски. Со добро здраве и нека Господ дај пред се добар памет на сите во Македонија. Во Македонија зборувам за цела Македонија, не само она денешната северна, за цела Македонија. Дека имат македонци, ќе имат и Македонија. Така. Ве најубаво. Македонија да ни е вечна, ево ќе поздравиме со песната за Драган Богдановски, не само вас, него и сите оние кои што во овие моменти сте заедно со нас. Пријатно и се слушаме повторно, стануваме во контакт.